Собранискиот спикер Талат Џафери истакна дека главна цел на кампањата ќе биде граѓаните детално да се информираат за придобивките од нашето членство во Европската унија и НАТО. Џафери рече дека врз основа на одлуката за референдум побарал и добил писмено известување за тоа како ќе се однесуваат пратениците и во кој правец ќе се ангажираат во кампањата. Од нив, како што рече, 71 пратеник се изјасниле за кампања за, а 49 се изјасниле дека не сакаат да учествуваат во кампањата. Од нив, како што рече, 71 пратеник се изјасниле за кампањата, 49 се изјасниле дека не сакаат да учествуваат во кампањата и барале средствата да се пренаменат. Имајќи ја предвид одлуката за референдум, тоа нивно барање не можам да го разгледам од причина што собранието средствата за кампањата не може да ги троши за други намени. Тие средства кои не може да ги истрошат ќе се вратат во буџетот на Република Македонија, изјави Џафери. Како координативно тело ги повикуваме сите учесници во кампањата да се однесуваат соодветно, коректно, достојно, со цел граѓаните на Република Македонија да ја донесат вистинската одлука за европската иднина на државата. Првиот човек на собранието објасни дека според законот за референдум овластениот предлагач, односно собранието, има право да откупи максимум 9 минути во реален час програма за медиумско представување. Методологијата на представување е личен избор на пратеникот, односно тој одлучува како ќе ја води кампањата, дали преку средби со граѓани или од врата на врата. Снимениот материјал се доставува до собранието, а потоа и до телевизиските и радиостаници со кои собранието ќе склучи договор за медиумско представување. Џафери повтори дека ниту пратениците, ниту партиите нема да добиваат кеш од предвидените 80 милиони денари за кампањата. Средствата за кампања се на посебна сметка. Ке се делат пропорционално спрема пратеничките групи кои се изјаснија за или против. Собранието откупува медиумски простор. За кампањата за ќе може да се потрошат 59% од сумата, а за кампањата против остануваат 41% од предвидените средства, истакна собранискиот спикер пред новинарите. Според одлуката на Државната изборна комисија, собранието како овластен носител има законска можност за откупување на медиумски простор само во телевизиите и радиостаниците. Во следниот период до референдумот нема да има редовни собраниски седници, но собранието нормално ќе работи. При тоа не е исклучена можноста за одржување на седница, доколку се појави итна потреба за тоа.